2025 година можеме да ја дефинираме како година во која дигиталната трансформација престанува да биде визија и станува секојдневие за граѓаните. Од побрзи и подостапни електронски услуги преку реформи во јавната администрација до зајакната сајбер безбедност и јасна ИКТ стратегија за иднината. Утрово до каде сме и каде одиме понатаму, разговараме со Гордана Клинчарова, државен секретар во Министерството за дигитална трансформација, институција која има клучна улога во модернизација на државата и приближувањето на дигиталните услуги до граѓаните. Завршува оваа 2025 година, фокусот на вистина беше ставен на оваа тема, па добро е да направиме во следниве 15 минути еден сублимат, како што веќе кажав на тоа до каде сме, каде одиме и кои се нашите очекувања. Добро утро, ви благодарам што сте со нас во студиото. Верувам тука малку понервозно за разлика од работното место, со оглед на рефлекторите и камерите, но се надам дека ќе имаме, мислам, позитивна нервоза. Се надевам ќе имаме убав и пријатен разговор. Добро утро, ви благодарам на поканата. Задоволство ни е вака да се промовираме и да ги презентираме нашите услуги и активностите со кои што всушност се занимава Министерството за дигитална трансформација. А и ги имаше доста изминатава година. Да, ги имаше доста во изминатата година и особено сме горди со мал тим, односно со недостиг на доволно кадар, успеавме да направиме доста работи. Така. Најзначајна активност која што направивме е исполнувањето на условите од реформската агенда, со што го отворивме патот за повлекување на средства од реформската агенда, што е многу значено за Република Македонија, дури беше препознаена нашата активност и од страна на Европската унија, бевме пофалени. Од друга страна, ставивме доста услуги на порталот услуги, направивме редизајн за полесен пристап на граѓаните и на компаниите до порталот и до услугите. Донесовме две битни стратегии, како што кажавте, ИКТ стратегијата и стратегијата за сајбер безбедност. И нели продолжуваме понатака да работиме и да одговараме на прашањата и потребите на граѓаните и на компаниите. И на новинарите. И на новинарите, да, и невладините организации секако. Да, како во случајот. Ако слушајќи ве, можеме да констатираме со ова што досега го кажавте, ова е еден краток пресек на она што беше најважно измината во 2025 година. Ја споминавме дигиталната трансформација, да кажеме дека нели таа е дел од една поширока реформска агенда. Како таа конкретно придонесува за поефикасна, потранспарентна и поодговорна јавна администрација? Значи, со реактивирање на системот за документ менеджмент систем, конкретно ќе се следи секој предмет кој што ќе се поднесе во државна институција од моментот на неговото поднесување до моментот на неговото решавање. Значи, нема веќе чување предмети по фиоки или кај некој од вработените, бидејќи точно во системот се гледа колку време останува еден предмет кај некој вработен и зашто тој не го решава на еден начин. А од друга страна, со електронското поднесување на документот, граѓанинот не мора да оди на шалтер да чека редици, не мора, нели, како што е навикнат македонскиот народ, да однесеме нешто да го почастиме државниот службеник, и тоа е еден вид корупција и мито. Значи, се избегнуваат сите тие редици, се скратува времето за чекање на самата услуга и се избегнува, нели, тој ред и хаос кој што настанува на самите шалтери. И смитаме дека на тој начин побезбедно, побрзо граѓаните ќе си ги добијат и нели ќе се намали факторот човек во одлучувањето и решавањето на предметите на граѓаните и компаниите. Така. Ако зборуваме за нови или унапредени електронски услуги за граѓаните, нели, кои се воведени или се во нова завршна фаза, едно генерално прашање, што тие значат во пракса за секојдневниот живот? Ете, малку наброивме во нели минатиот одговор, кратење на време и слично, меѓутоа дали тоа веќе почна да се чувствува и кои се реакциите? Најзначајна услуга која што ја ставивме, значи побарање на граѓаните, ги стававме оние услуги кои што највеќе им се потребни на граѓаните и компаниите, иако во минатото имало ставено доста услуги, меѓутоа голем дел од нив и не се ни користела толку фреквентно и не било толку видливо за граѓаните дека ете може преку порталот да си ја завршат работата. Најзначаен документ кој што го ставивме во изминатото е изводот од матична книга на родени и сега можете од дома или од канцеларија преку уредите кои што секојдневно ги користиме, значи мобилен телефон, таблет, лаптоп, компјутер, да си седите во канцеларија или дома и да си ги извадите документите, и тоа доста брзо. А потоа ги ставивме потврдите за неосудуваност и за кривична и деловна способност. Во минатото, за да се извадат овие документи, беше потребно да се оди во местото во кое што сте родени за да го извадите документот. Значи тоа е дополнителен трошок.
за граѓаните и сега ќе одите еднаш, ќе ги поднесете документите, меѓутоа не се издаваа веднаш. Ќе требаше после да одите повторно во местото каде што сте родени, за да ги подигнете изработените документи. Сега тоа се работи електронски, значи значително се намалува трошокот за патување, трошокот за чекање на документот. Исто така единствена опција за поднесување на барање за оружје. Веќе не може да се поднесе во хартија, може само во електронска форма и работиме нели на други документи, поставување на нови кои што се барани од страна на граѓаните. Најзначено е во овој период што во завршна фаза е и барање за поднесување за документи во ДКП-ата, односно за нашата диаспора, бидејќи сега во Владата беше во изминатиот месец промовирана и стратегијата за иселениците и така да, значи, мислиме и на нашите иселеници. Така. Зборувавме или изборуваме за креирањето на едни дигитални услуги, меѓутоа дали постои начин како може да се мери дали една услуга е навистина корисна и функционална? Така. Како што споменав, ние направивме анализа на најбараните услуги, меѓутоа не мора да значи дека таа анализа не е точна и секојдневно од системот може да се вадат податоци која услуга и ние ги правиме тие анализи месечно, кои услуги највеќе се барани преку порталот и највеќе документи се вадени од одредени услуги. И тоа уствари ни е нас водич дали сме на вистинскиот пат и дали сме ги обезбедиле оние услуги кои што навистина им требаат на граѓаните. Согласно овие што ги споменав претходно услугите, гледаме дека стварно фреквенцијата е голема и доста се бараат услугите кои што се закачени на порталот. Но друга можност секојдневието најверојатно и ги менува работите, нели некоја услуга може да биде во одреден период покорисна. Да, тоа сакав да кажам, во одредени периоди од годината имаме поголеми побарувања за одредени видови на документи кога диаспората доаѓа тука и кога се доставуваат барања за обнова на документи, значи поднесување на документи за обнова на пасоши, на лични карти. Обично кога доаѓаат во летниот или во зимскиот период, еве сега за празниците, они ја користат приликата за да си ги обноват документите кои што веќе им истекуваат. Така да фреквенцијата е различна за тие одредени документи, меѓутоа сепак значи имаме документи на компании кои што нели промени во вршење на дејност, одредени промени од Агенција за храна и ветерина кои што се вадаат, за собственост на возило од Министерство за внатрешни работи, значи тие се документи кои што во секојдневното работење компаниите ги побаруваат и веќе се поставени на порталот и функционираат, мислам. Со тоа што го подобривме и пристапот до вадење на електронски услуги, значи не само преку порталот, туку поставуваме и киосци за вадење на документи кои што беа промовирани минатата недела на настанот кој што го имавме за ИКТ стратегијата, а од друга страна и отвараме на центри за единствена точка на услуги. Тоа е повеќе за лицата кои што не се во некој високо ниво на дигитална писменост и нашите вработени ќе им помогнат да си ги извадат документите кои што им се потребни. Значи влагаат во нашата канцеларија, кажуваат кој документ им е потребен и доколку не се снаоѓаат на порталот, нашите вработени се тука за да им помогнат. За да им помогнат. Значи тие ќе бидат поставени на лице места таму каде што да, каде што имаме голема фреквенција, а ИТ центрите веќе и функционираат во повеќето градови, значи работиме во отварање во оние градови каде што не постојат такви центри. Така. Сега нели паралелно со зборувањето за зголемена дигитализација, растат и ризиците, па следствено на тоа прашањето што Министерството и државата превземаат за сајбер безбедноста на државните системи и дали граѓаните може да бидат спокојни дека нивните лични податоци се заштитени. Така. Значи, минатата година беше донесен законот за заштита на мрежи и информацијски системи и стратегијата за сајбер безбедност, каде што беа офатени сите активности кои што треба да бидат превземени за заштита на граѓаните и за заштита на системите на државата. Веќе се работи интензивно и на формирање на владиниот ЦЕРТ, значи тоа е систем каде што ќе бидат пријавувани сите инциденти, каде што ќе бидат пречекувани сите напади. Значи работиме на набавување на опрема за заштита на системите и преку спроведување на едукации и на вработени во јавна администрација и на населението се трудиме да ја подигнеме свеста во користењето на услугите, односно во користењето на интернетот во државата.
бидејќи доста често се случува граѓаните да бидат намамени со одредени реклами и да ги даваат своите лични податоци. Меѓутоа во изминатото се определени едукативни кампањи и дел од соопштенија каде што беа измамени граѓаните, веќе некако свеста на граѓаните сметам дека се подига на повисоко ниво, а исто така и во администрацијата со забрана до пристап до одредени социјални медиуми на работните единици, се ограничува можноста за определени напади и на системот на институциите. Така, да. Затоа тука е, како што кажавте, потребна и едукацијата, тука не е едносмерна насоката, така, туку двосмерна, треба и граѓаните да бидеме малку повнимателни. Да се вратиме на ИКТ стратегијата, бидејќи е темел за еден долгорочен развој. Кои се клучните приоритети на оваа стратегија и како таа ја позиционира државата и во регионален и во европски контекст? Значи, ИКТ стратегијата ја донесовме, значи сега брзо, меѓутоа тоа не значи дека ние не работевме и не функциониравме. Сите овие приоритети што беа наведени во ИКТ стратегијата, ние ги спроведувавме веќе активностите и без таа стратегија. Бидејќи имаше гап од 8 години без ИКТ стратегија беше оставена државата. Таа е поделена на 4 столба, значи едниот столб е дигитално обучени граѓани и квалификувани ИКТ експерти. Како што споменавме, значи ние мора да ги обучиме и администрацијата и граѓаните. Потоа безбедна и поврзана инфраструктура, дигитализирани јавни услуги, на што веќе работиме, значи пред да се донесе стратегијата и ќе продолжиме да работиме, и дигитално интегрирани бизнеси. Значи тоа ни е доста битно преку размена електронска на податоците, да бидат разменувани податоците помеѓу државните институции и помеѓу приватните компании, што во минатото многу малку беше познато дека може да се користи тој системот на интероперабилност и дека може преку него брзо, сигурно и во одреден формат да се разменуваат овие податоци помеѓу институциите. Така. Министерството ваше е главата, мозокот на целата оваа дигитална трансформација. Колку се соработливи другите институции и колку е важна соработката за имплементација на се ова што досега го зборувавме? Па на почетокот имавме некоја така потешкотија малку да собереме одредени податоци. Можеби, не знам, не бевме препознаени како министерство, бидејќи претходно сме функционирале заедно со Министерството за јавна администрација. Не беше сватена улогата на министерството доволно, што работиме, што смееме да прибираме, што не смееме да прибираме. Меѓутоа, веќе се надмина таа ситуација и имаме доста добра соработка со сите институции државни. Имаме и со коморите соработки доста, значи за податоците што ги влечеме за приватниот сектор, не препознаа како институција, како партнер, бидејќи не може ние сами да функционираме. Така. Мора да работиме заедно со приватните компании, заедно со невладините организации, тие не се на еден начин, еден вид на коректив, и новинарите. Исто, нели секоја критика за нас е добре дојдена и мотив за да превземеме чекори, да се подобриме во иднината. Така да и самиот настан што беше минатата недела за презентација на ИКТ стратегијата, беа вклучени универзитетите, невладините организации, приватниот сектор, имавме позитивни критики. Значи тоа зборува дека веќе функционираме како една целина, дека не сме ние како држава изолирани од приватниот сектор и од невладиниот сектор. Така. Предизвици сигурно имало, ако го поставам прашањето кои беа најголемите со кои што се соочувавте при реализација на овие процеси, освените собирањето на податоците, имаме ли некои други кои што ги решававме во од? Сигурно се голем број, да, меѓутоа најголем проблем ни беше недостигот од квалификуван IT кадар, бидејќи знаете, примањата во јавната администрација не се на тоа ниво кое што може да си го дозволат приватните компании. Да, за жал таму се платите, да, мислам платите за жал, за среќа се повисоки платите. За среќа на работниците, меѓутоа за жал на системот на државата, се надевам брзо ќе се најде решение. Да. Најдовме ние некој решение, значи во делот на сајбер, бидејќи тоа во моментот сметаме дека со забрзаната дигитализација е најбитен сектор. Таму во законот има ставено дека има одредено зголемување на лицата од IT секторот кои што се вклучени директно во работата во сајбер секторот. И ќе продолжиме да бараме начин за да ги задржиме IT кадрите во секторот, бидејќи тие се тие што всушност ќе ни обезбедат најголемата заштита и развојот на услугите. Меѓутоа и доста компании се потребни за да обезбедат таа поддршка на системите, приватни компании. Сега за сега
еве немаме некои проблеми позначителни со работата со приватните компании. Се надеваме дека во иднина имаме стварно доста добар квалификуван кадар и се надевам дека во иднина ќе се отварат и нови компании кои што ќе ја даваат таа поддршка која што е доста потребна. Значи тоа се најголемите предизвици вака што би можеле да не следат бидејќи имаме доста динамичен министер со доста идеи, така да се надеваме дека до крајот на мандатот ќе ги оствариме. Па добро, ако се оди со ова темпо, ние ќе Да, го може би, следиме, да. ќе информираме, секако важно не е за сите нас да се реализира тоа. Ако погледнеме чекор напред, што можат граѓаните да очекуваат во наредниот период и каква е вашата заедничка визија за дигитална Македонија во следниве неколку години? Вака сега, значи ние започнавме на сите полиња, значи да ставаме услуги. Тоа не го споменав дека нели излеговме во пресред на студентите, преку порталот се поднесуваат документите за ваучерот кој што заврши сега на 20 рокот за поднесување на барањата за ваучери, за подигнување на дигиталната писменост на студентите. Работиме исто и на едукација преку проектот Совет на Европа, SafeNet проект, преку Дигитална Европа ни е добиен, каде што вршиме едукација уште во најрана возраст. Во училиштата спроведуваме хакатони, значи ќе продолжиме и во иднина да ги спроведуваме овие активности и би сакале, значи да ја видиме Македонија со дигитален паричник. Тоа ни е така главната цел, да ги имаме сите документи на нашите мобилни телефони. Да. Изводливо е тоа во брзо време? Па ние направивме една пилот апликација која што беше презентирана на самитот кој што го државме оваа година, дигиталниот самит. Веќе имаме како некоја лична карта и возачка дозвола, меѓутоа немаме слика на документот, значи со внесување на бројот на возачката дозвола или на личната карта се повлекуваат од системот податоците и веќе ги имаме во самите телефони. Според нас е изводливо, само нели треба поддршка малце финансиска да добиеме од државата и бидејќи сите системи коштаат, односно сето тоа што се прави доста кошта. Меѓутоа работиме и доста на аплицирање и барање средства од Европска унија и од други меѓународни организации, дури ако треба и ќе се задолжиме за да ги оствариме целите кои што ги имаме за црта. Добро, можеме малку поголем трошок на почеток, но бенефитот во иднина подолгорочно, ако ја гледаме големата слика, ќе биде добар и за граѓаните и за државата, па и од финансиски аспект сигурно. Така, па ако земеме колку пари се бараат за да се вратат податоците од еден напад, сметаме дека овој трошок кој што ќе го направиме за да ги изградиме системите да бидат стабилни, ќе биде ништо во споредба со тоа што би требало после да го платиме и да ги залекуваме системите. Се надевам дека бевме добри домаќини утрово, дека одговоривме, односно поставивме прашања за најважните теми кои што ги интересираат граѓаните, ако нешто оставивме да се видиме повторно и после празниците. Така, јас ви благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно да промовираме некои нови услуги. Така, ви благодарам многу, секако после празниците имаме одлична соработка со вашето министерство, верувам дека ќе бидеме меѓу првите кои што ќе информираат ако има и нешто ново. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.